Добар ден! Ова е 19-тото издание на Folk Естрада. Оваа емисија ќе има можност да се дружам само со момчиња, која често имам јас. Ајде веднаш да започнеме со нашиот гостин, кој, ето, јас имав таа среќа да ми дојде во емисија, бидејќи ретко може да се фати во Македонија да е, а тоа е Јордан Митев. Добре ни дојде. Како си? Одлично. Мене ми е многу драго ете што ве начекав да бидете тука во Македонија и да бидете дел од нашето шоу. Мене ми исто така драго што еве сум ваш гостин и се надевам ќе имаме едно прекрасно дружење. Јас тоа го тврдам, бидејќи ќе имаме убави песни, убави грла, кои што знаат да ги испеат тие песни. Затоа предлагам најпрво да почнеме со песна, а потоа да седнеме и да направиме муабет. Одлично. Повели. Благодарам. Si kraj mene, ne znam zlato da li znaeš, duša davam za tebe. Kako voda ti me gasiš, koga gorak pusti me. Ne znam zlato da li znaeš, nema život bez tebe. Moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, kje te čuvam ja, samo za mene. Srce, kje te čuvam ja, samo za mene i zajedno da ostarime. Može za mene ke kažat, дека сум мераклија, дека не можам да сакам една жена до века. Немој злато да те лажат, имам срце планина, како скроен сум за тебе, чиста душа балканска. Моја кралице, убавице, за мене си, мелем на срце, ке те чувам ја, samo za mene i zajedno da ostarime. Moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, kje te čuvam ja, samo za mene i zajedno da ostarime.
se, ќе те čuvam ja, samo za mene i zajedno da ostarime, i zajedno da ostarime. Браво, браво, браво. Каква позитивна енергија уште од самиот старт. Па Многу ти мора на благодарам. почетокот се познава, денот се познава по утрото. Токму така. Кажи ми, која е вашата кралица? Мојата кралица? За кого пеете? Има да кралица, меѓутоа кога ќе дефинитивно ќе ја прогласам за моја кралица и кога ќе правам свадба, тогаш ќе ви кажам која е моја кралица. Тогаш повторно ќе ни дојдете во емисија. А сега Сигурно. предлагам да Благодарам. седнете, повелете, Благодарам. вашето столче е таму. И ред е да ги повикам и моите втори гости. Овој пат ќе имаме двајца, бидејќи се дел од една група, односно од група Оскар. И решија двајца да седнат и да му абетат со мене. Денеска заедно со нас членови од групата Оскар, а тоа се Јорде и Горан. Добре ни дојдовте, момци. Ајде вака. Која честа имам јас. Добре ни дојдовте. Како сте? Како патувавте од Битола? Добро, одлично. Супер патувавме. Вие бевте дел и од нашата 18-та епизода. Па Ме често придружувавте, патуваме сега на така, и сега ве натиравме два пати да ни доаѓате, меѓутоа Сепак ни е драго. сакаме да ни бидете дел од гостуваме со вас, се нашата дружиме. емисија. Благодарам. Ние честно. Сега веднаш ќе почнеме со песна и потоа ќе си му абетиме. Дали може? Може. Да уживаме и ние. Da si go zemam, rodne to, mamo, rodne to. Koga mi se smeje, sonce to me gre, rodne to, mamo, lično to. Što čalam kesu, ništo drugo neću. Rodne to, mamo, rodne to. I šaret mi dava, bez da strti glava. Rodne to, mamo, lično to.
Група Оскар. Јас мислам дека сме подготвени да седнеме таму и да си помоабитиме, да дознаеме се за групата Оскар. Да. Ќе видиме. Повелете. Уште еднаш, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Добро ве најдовме. Ајде, сега секогаш започнувам со дамите, меѓутоа овој пат јас имам таа чест да говорам само со момчиња. И ние имаме таа чест исто. Со Јас мислам дека денеска ќе поминам одлично, бидејќи Ние ќе се погрижиме. ќе се погрижите да се чувствувам како дама. Точно. Да, баш. Благодарам. Јордан Митев. Да, Јордан на Митев. телефон. Уште еднаш ти благодарам што дојде и што имам таа чест да разговарам со тебе, бидејќи постојано патувате. Да, јас најпрво сакам да ве поздравам вас, да ја поздравам целата екипа, да ги поздравам сите гледачи и чест ми е што еве после ова е моје прво гостување во вашата емисија. Се надам нема да биде и последно. И денес еве ќе поразговараме за сите мои случувања и воопшто за македонските живот сакам фолк да случувања, збориме. да, што се случуваат во Македонија. И можете да знаете се што ве интересира за мене. Благодарам. Ајде да започнеме најпрво со детството. Сите ние се сеќаваме на детството и тоа е најубавиот период од животот. Да. Дали сите ќе се сложиме со тоа? Да. Кога сме безгрешни, кога најважно од се ние да излеземе на улица и да си играме со дечињата. Ајде, какво било детството на Јордан Митев? Каде се... Јас сум по потекло од село Подареш, Радовишко, и по мајка и по татко, и таму го завршив моето основно образование. И поминав едно детство кое што, како да ви кажам, отворени врати, отворени граници, 365 дена, 24/7. Буквално се што може да направи едно дете и да ужива во тие детски игри, значи се ми беше овозможено. Да речам, нормално животот на село се знае каков е, без некои луксузи, без некои големи да речам ветувања од тој помодерен свет. Меѓутоа, јас имав едно, да речам, слободно детство и уште во тие мали години ги покажав јас мојот талент, мојата желба за музика и да бидам искрен, никогаш не сум размислувал што ќе бидам јас еден ден. Значи, кога ќе ме прашат од кога ти почна да пееш, од кога почна да се занимаваш со музика, јас почнав уште од кога знам за себе. Значи така немаше двумење околу вашата немаше професија? двумење. Значи, песната беше таа која што беше и во детските години со мене, на сите приредби, не знам какви детски аматерски фестивали. Значи, таму кај што имаше тапан, таму беше присутен и Јордан Митев. Малиот Јордан. Забавуваше Јордан Митев Да. уште од своите најранни години. Дали се сеќавате можеби на некоја случка што ве си има случајно во детството, која што кога ќе се присетите денес, можеби ќе се насмеете баш онака од срце, дали нешто, некоја незгода која што на денес се смеете, тогаш ви изгледало толку страшно? Па имаше многу незгоди. Јас бев едно темпераментно дете, кој што родното место го обраќавме по неколку пати во денот, од крај на крај. После, значи, еве завршувањето на тоа основно образование, значи јас буквално се трансформирав во една нова личност која што беше насочена кон професионалната музика кога се запишав на Средното музичко училиште во Штип. Меѓутоа, од детството, значи, имаше многу случаи, сега навистина не можам да издвојам една, меѓутоа знам дека имав еден така пак ќе кажам со мојот другар, еве го никогаш го немам спомнато во ниедно интервју, меѓутоа мојот добар другар Загор кој што беше едно интересно човече и ден денес е уште. Значи знаевме да направиме доста за фраканци и
Бевме едни од попознатите двајца кои што беа еден Палавковци. добар дует, добар тандем кој што секој пат бевме расположени да направиме некоја глупост. Одлично. Група Оскар. Сега ќе ве прашам секој одделно. На што од детството вие се сеќавате? На што од детството се сеќавам? Јас, да ви кажам, искрено мирна и скромна личност. Така како дете, не е многу прочен по глупости по тие работи. Така да нема некој многу Значи вие да сте речем. драстични по карактери со Јордан. Да. Добро, може би ти нешто, ти си Ете, јас, за помлада разлика од генерација. Јоце, да. За разлика од Јоце бев палаво дете. Тоа до 8 одделение и со другарите бевме друштво са во малата кај што живеам, бевме големо друштво, но два тројца бевме главни и ние бевме нонстоп во главните сакавме да се. Ако не бевме главни, не се игравме и не се дружевме со другите. Ама тоа значи до 8 летка, средно кога продолжив, значи средно музичко завршив, сега децата што одат во уметнички школи, се помирни, веќе почнав инструменталец, бев многу вежбање, многу зафатен, веќе се посветив на музиката. И тогаш веќе се смирив, бев попавлечен. Меѓутоа, одите во средно музичко училиште, а продолжувате на правен факултет. Па да, ете, Зошто пред е тоа како што така? разговаравме, имам нижо, значи, музичко и средно музичко. И кога дојде да се запишувам, ете, на факултет, ние бевме многу кларинетисти, јас бев инструменталец, бевме многу кларинетисти во Македонија. Иако, ете, да се пофалам и 3 пати првак бев за кларинет во Македонија. Секоја чест. Да, и кога дојде за на факултет се двоумев многу, дали да биде, каде работа, треба да останеш Скопје, филхармонија, опера, и многу малце места се, значи тоа да го работиш како инструменталец, а теоретичар не сакав да бидам. Размислував за композиција, што со професорите што ми беа, размислував за композиција искрено, ама некако реков са кларинет, па композиција, теорија, и тоа што се отвори, да бидам искрен, полициската академија. Прва генерација, и деме код Токму дома, така, ајде сега 86-та сите прва размислуваме да генерација. економски, деме ќе завршиш факултет и одма ќе се вработиш. И конкурирав на полициска академија. И беше интересно, не ме примија, значи. После тоа не кев да паузирам, па со музика да чекам една година часови, требаше во странство да одам, па за да се запишам на музичка академија. Имам правници дома и се запишав на правен факултет. И завршив правен факултет. После тоа активно, мислам, цело време се бавев со музиката и дур студирав. Тогаш и оце ми се јави, дојди в група, доста ми се најде за време на студирањето. Така, значи, во средно поќе се интересирав што се вика за право и политика, после факултетот за музика се вратив. Значи, ние Така не во реално живот. сме на иста бранова должина, На бидејќи правници. правниот факултет не нудно се таму кај што требаше да бидеме Ама сега, дипломата во си некоја имаме. канцеларија. Ние сме тука Дипломата е во и си джеп. муабитиме, диплома си имаме. Јордан Митев, вие сте исто многу малку од музичарите завршуваат музичка академија. Ни помалку ни повеќе кај вас вие имате и постдипломски на музичка академија. Така Да, ли е? имав едно доста, да речам, богато и турбулентно образование, во кое што, еве, тие години ги искористив, да речам, максимум колку што може да направи еден човек. Буквално, велат тоа што ќе го научиш за времето на твоите најничовечки студии и тоа ќе ти остане за цел живот. И дефинитивно тоа е така, бидејќи по завршувањето на образованието веќе следуваат некои други етапи во животот, други проблеми и ако немате научено тоа што требало да научите на времето, кога треба, тоа после е многу тешко да донаучите. Јас буквално тие мои години и за време на средното образование во Штип и факултетот овде во Скопје и магистратурата, значи се потрудив буквално колку што можам и колку што има место мојот хард диск да соберам информации. Ја имав таа среќа да се дружам со да речам најдобрите професори, како што се професорот Драган Даутовски, композиторот и аранжери професор Живо Инглишич. Така да завршив музичка и теорија и педагогија, магистрирав оркестрација. И еве, сето тоа образование, да речам, ми помогна понатаму и е пресудно за сето тоа денес што го работам, бидејќи Значи помага во кариерата
Дефинитивно, мислам, Образование. не можете во денешно време да се подпрете само на талентот. Добар е талентот, нормално тоа е нешто кое што е основна и стартна позиција за било што, меѓутоа без доста познавање и доста информации и доста вложен труд, значи останувате само на талента, а таленти има многу кои што се во денешно време неискористени. Токму така. На колку инструменти свирите? Па свирам неколку инструменти. Малку би било нескромно да кажам бројка, меѓутоа неколку инструменти кои што еве ги користам во моите песни. Знаете дека во моите песни, поготово во првиот дел од мојата кариера, во првите 5 години беше доста експониран традиционалниот звук или присутни беа кавалот, гајата, зурлата. Меѓутоа во наредниве 5, во последниве 5 или вкупно 10 години, бидејќи минатата 2015 заокружи 10 години од постојањето на естрадата, беше присутен и е присутен, значи, помодерниот звук и помодерните инструменти. Истите тие вие ги свирите? Па, да речам, тие што се водечки, да. Освен недувачките инструменти како што се кларинет и саксофон, имам мои соработници кои што еве во зависност од стилот кој што сакам да го употребам во одредена композиција, така и доаѓаат да отсвират тоа што треба во студио. Меѓутоа, сите песни, значи, првата идеја се раѓа на клавирот, на пијаното, а потоа тоа како ќе ме носи целата таа инвенција, ја пренасочувам и ја претворам во други инструменти. Ајде сега да видиме што дошло од клавирот, односно од првата инспирација. Предлагам да застанете на сцена и уште една песна да се испи. Исто од вас, момци. Да, баш е дојдена вистински од клавирот. Една интересна балада која што доправа ќе доживие еден убав видеоспот. Песната се вика "Само тебе јас те сакам", една моја многу драга песна која што доправа ќе биде, да речам, присутна меѓу слушателите на македонската фолк музика. Нормално дека ќе биде. Повели на сцена. Благодарам. Еве сега кажувам, мила моја, признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Денот штом те запознам, тогаш веќе знаев јас дека топол дом некаде чека, мила, и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Тамо коло мојо срце, таму, мила, спиеш ти, и дури тоа чука, тамо, мила, остани. Ние добро знаеме
Какви бури минавме, но и покрај се до сега од нас не откажавме. Сега цврсто ушниме, погледни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Таму мила остани. Благодарам. Побелата сидната, момци, вие сте наред. Благодарим. Ајде, група Оскар. Кога ќе ти запе, мома македонка, срце ќе ти загре, ќе те опие. Како сонце огрева, мома македонка, стојна и убава, како икона. Нема, 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 да се роди полична поубава. Нема, 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 како неја цел свет ни завидува. Нема, 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 такви очи и од сонце посјајни. Нема, 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 такви моми никаде поубави. Кога ќе ти заигра, мома македонка, срце ќе ти отвори, ќе те опие. Како сонце огрева, мома македонка, стојна и убава, како икона. Нема, 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 да се роди полична поубава. Нема, 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 како неја цел свет ни завидува. Нема, 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 такви очи и од сонце посјајни. Нема, 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 такви моми никаде поубави. Да се роди полична поубава. Нема, 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 како неја цел свет ни завидува. Нема, 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 такви очи и од сонце посјајни. Нема, 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 такви моми никаде поубави. Група Оскар, побелата. Ајде да се навратиме на муавет. Извинете што доцнама, макар и Нема проблем, можете да си го зимете и тука. Проблем. Вие додека ја пеевте песната, значи ние
си изнаправивме муабет нешто цело време оваа година, дали пошто наполни 29, цело време кај да седнам, муабетот е само кога ќе се жениш, па што е работава, па чекај. Зошто да се жениш? И кога Јордан Кога Митев ќе се жени? запнале да се женат, да се жена, викам чекај полека малку. Па мислам дека треба другар да изненадиш. Ите, која ќе биде кралицата да ја изненадиш? Која група ќе ти пее на свадба, Јордан Митев? О, ќе има неколку групи. Значи ќе ги поканам сите мои досегашни соработници И идни. и идни. Еве од денес сигурно да сме здрави и живи, еве и Оскар ќе влезат во таа да речам екипа. И ќе има доста музичари. Само не знам дали во обично една свадба трае 6 часа некаде, така од прилика. Не знам дали ќе може да не собере во тие 6 часа целата програма. 6 часа. И кажи ми, дали ќе си направите еден мини концерт на вашата свадба? Сакал не сакал ќе морам, затоа што Моја кралица, на ајде толку кажи да, свадби- ајде. На толку свадби сум пеел. Мора На и на мојата ако своја. не запеам, тоа знаеш како исто како на грнчарот да му е скапано грнето дома. Токму така. Интересно беше пред емисија кога разговаравме, нели како што веќе најавивме и зборавме дека не често сте во Македонија. И ве прашав каде живеете во Македонија. Вие ми кажавте дека немате место на живење во Македонија. Па Шетате. имам официјално место на живење, меѓутоа јас лично не се чувствувам кај живееш, затоа што сум едноставно во овие неколку години активна музичка кариера, значи сум ностоп по патиштата. Доаѓам во Македонија, одам да ги видам моите во Подареш, во Радовиш, доаѓам овде во Скопје, често бев на пат Охрид и некако кога ќе ме прашат каде живееш, не можам да ја кажам на луѓето каде живеам затоа што немам некој да речам ритам на живење каде што се знае. Стануваш, одиш на работа, се враќаш, значи јас сум едноставно присутен на секаде, а уште мојата официјална адреса е моето родно место. Така е. Кога сте во Македонија, често одите во Охрид. Зошто е тоа така? Што има во Охрид што ве влече натаму? Дали може би е таму кралицата? Добро, тоа се обидувам. Вие цело време пак врти, пак натаму сака да дознае. Баби да војчиња со охриѓанки. Убави се, да, убави се. Знаеш како? Охридската вода која ќе се напиеш од неа и цело време те влече натаму. Јас иако сум од Си кажа, сега си кажа. Се е кажано, јасно е. ајде да не откривам повеќе, ќе видиме што како. Инаку да, го сакам Охрид, тоа веќе во многу интервју го кажав, ќе речат детево да не е охригенец. Не сум охригенец, од другата страна сум на Македонија. Меѓутоа Охрид го сакам, некако Има свој дух. има нешто кое што ме поврзува со него и цело време како да таму врти, нешто ќе се случи таму со мене, што ќе се случи ќе видиме. Таму ќе живее. Не, Мислиш таму дека нема не? да живеам, сигурно. Како беше тоа? Од кај ти е женато, таму си и ти. Родата. Така беше? Опасно е, ама точно е тоа така велиме. Да. Во Малешевијата велат од каде ти е жената, од там ти е родата. Дали може би имате некој бизнес таму? Не. Мојот бизнис, мојата работа е само музиката и често сум присутен во тој дел, во Охрид, Струга, поготово во последниве неколку години, значи стекнав таму голем број пријатели, многу настапи, така да тоа е се. Тоа е се, нема никаков бизнес? Нема никако. Нема никаков бизнес. Значи шпекулации, никој што јас ги дознав, не се точни. Не, апсолутно. Да прашам уште еднаш после емисија. Одговорот ќе биде исти. Битолчани, каде се најубавите девојки? Во Битола. Нема аеродроми, ама има авиони, така беше? Така некако. Не, секаде има убави девојки. Македонска Во цела девојче. Македонија, да, македонското девојче е Зато и убаво песната секаде. сега што ја испеавме. И песната што ја пеевме, да. Одговара, секаде се убави девојките. Убави се девојчињата. Значи, како што кажавме, група Оскар ни доаѓа од Битола и редно време е веќе да ги представиме и другите членови од групата, бидејќи не е фер да ги Да, изоставиме. ќе се лудо. Така е. Ајде вака сега. Значи, кажавме Јорде, си го кажавме веќе Александар Грујовски. Да, тоа е хармоникаш. Хармоника. Аплодисmente. Аплауз. Боран.
Горан сум Горан, јас, еве го. да, Горан. Горан е тука. Дејан Арсиќ, Тој е виолинистот, на Љупчо Милевски, тој е бас клавиатура. Гоце Талевски. Ударалки. Добре не дојдовте и вие по втор пат во емисија. Сега, која тема би сакале со вас да ја разработиме? Не, види, вака сега дека ги спомена сите, јас морам да кажам дека ние сме 6 души и дека сите во групата имаме различни работи за кои сме задолжени. Кои се тие? Еве, можеме и тоа да го кажеме, гледачите да дознаат Па за што вака, сте веќе ќе вие. кажеме да кој е устручен, за која работа, за транспорт и такви работи, значи бас клавиатуристо. Околу репертоари и музичката подготовка го имаме професорот со хармониката Александар. Значи околу техника и се друго е тапанарот, а јас Јорде и виолинистот сме За шемците во досаѓање. групата. Се досаѓање. Дали За сметање му сме. за смитање? Во однос мислам на техничките Токму работи. така. Кажете ми дали бидејќи веќе ви се поделени работите, кој да одмара, кој да работи? Добро, ние менаџираме затоа. Ете, имате и вие работа. Да, имаме Дали кога ќе се договорите тимски една група да работи, така само може да опстае една група? Секако. Па да. Само е тоа успехот на еден оркестар како што сме ние. Колку време обстојувате на естрадата? Групата Оскар, значи, постои повеќе од 15 години, а во овој состав сме негде околу 7 години заедно. Значи, како Александар, како што кажавте, хармоникашот, Дејан виолинистот, Гоце тапанарот, Љупчо басистот, Горан и јас. Во ред, јас мислам дека време е за уште еден блок песна. Време е за песна, да. Сега Чисто за да не го чипкаме. Да. Од каде? Ние Сега- после ова, и се извинувам што ве прекинав, после ова една свадбарска ќе биде наша, специјално за тебе на мене. Со рефренот да го пратиш до крај. Ова за покана Да. за свадба чекаат. запнале да ме женат и готово, нема бегање. Добро, ќе ве послушам уште малку. Уште малку, уште колку малку? Уште малку. Вечерва мора да Прикај, дојде да. која е кралицата. Одиме Идеме со сега. која песна? Одиме сега со Ти ке си моја. Твоја е. Знам. Уште прва треба. За колегата. Како играш ноќва ти пред мене, ова машко срце ќе ми застане. Со тоа тело како змија вртиш, леле Боже мајко, ке ме полудиш. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиен испунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце
Daj se miluvani, tije usni medeni i vkusni, kaži da li na drug ti se vedeni. Žena ko tebe rodena za mene, moje oči do sega ne videle. Opijeni zbunet, ne znam što napravam, ama znam ke mora da te osvojam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled ko amigo preduva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled ko amigo preduva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. Samo moja, tvoj od pogled ko amigo preduva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled ko amigo preduva. Jas ke te ljubav, tebe ke te ljubav, i tvoj do srce ke go ukradam. I tvoj do srce ke go ukradam. Браво, браво, браво! Повели, ваше редот. Благодариме. Ајде и тие да на расположат. Пусто време, ергенско, вистина било најубаво. Едно било гајлето, каде до са бајлето. Пикај се по чикмаци, пусти ме раци. Колку чини судбино, да се врати времето. Кажи колку, толку ке платам и ке ти надплатам. Колку чини судбино, да се врати времето. Солза во око нема да скријам, ке сум ти борчлија. Čupinjako kuklinja, vmejani društva razpejani. Ке ни пукне срцето, што ни беше убаво. Ке ми пукне душата, од жал за младоста. Колку чини судбино, да се врати времето. Кажи колку, толку ке платам и ке ти надплатам. Колку чини судбино, да се врати времето. Солза во око нема да скријам, ке сум ти борчлија.
da se vrati vremeto. Solzam oko nema da skrijam, ke sum ti borčlija. Браво, браво, браво! Ајде да продолжиме со нашите муавети. Нели? Си зема. Си го зедов инструментот. Тоа е дел од тебе. Да. Ајде малку да поразговараме за новиот албум. Група Оскар има свој албум сега. Ајде малку околу него, кога излезе, каде може да го пронајдат гледачите, односно слушателите. Албумот значи е излезен претходната година, 2015-та. Месец јуни. Месец јуни, да. Во соработка со Дејан и со Борче, исто така и Сенатор. И Тони, да не го забораваме Тони. Поздрав до сите нив. Добро, значи имаме 9 песни, Да, 9 композиции се. 9 композиции, CD-то. одлично. И повеќето се на Дејан и на... Да, повеќе Сите. пола се, да, пола се на Дејан и на Борче, пола се на Тони. И на И на група Оскар, членови на од членови од групата. групата. И на членови од групата. Одлично. 2-3 дена пред Нова година. Да, Така 2-3 беше? дена пред Нова година, ја Излезе заокружив. Моја кралица. Да, ја заокружив 2015-та. Фала му на Бога една успешна година и се надевам дека 2016 ќе биде, Ајде еден крупен кадар. ако не е повеќе, барем исто така како 2015-та. Тоа беше за мене јубилејна и еве јубилејно аудио CD насловено Моја кралица, како првата песна со која што ја отворивме денешната емисија. 10 композиции, 10 композиции, комплетно ваши. албумот, да. Знаете дека сум автор на моите песни, така да едно убаво издание кој што Тоа е за пофалба. Му така. Благодарам. Едно издание на кое што во кое што вложив доста енергија и еве јас сум задоволен од сето тоа, иако како перфекционист секогаш самиот ќе подобро, си така велите? секогаш може подобро. Меѓутоа тоа беше максимум што можев да направам за сега и дел од песните веќе се препознатливи кај публиката, дел од нив доправа ќе бидат бидејќи за едно 4 песни имам во план да снимам видеоспотови. Така да тоа ќе го реализирам некаде до почетокот на пролетта. Интересни песни, еве јас денес ќе ви подарам на сите по едно CD од мене и се надевам дека македонскиот народ ќе добро знае да го препознае квалитетот, меѓутоа освен значи мојата работа и на моите колеги и на сите кои што се активни во македонската естрада, на македонската сцена, се надам дека народот ќе повеќе ќе ги следи новите остварувања на тие кои што работиме, иако медиумскиот простор ни е доста, да речам, доста мал простор за да покажеме што работиме, но Токму и затоа се отвори овој токму и проект. затоа да постои ова емисија и јас ви Токму така. посакувам многу успех Благодарам. и се надевам дека вратите ќе бидат отворени секој за професионалците кои што вистински работат и живеат за оваа работа и од оваа работа. Секогаш јас тоа ви го витувам вам и го витувам на сите оние кои што ја работат оваа работа. Која е ваша автобиографска композиција? Дали има таква? Сега пак ќе го зајадеме. Пак сега врти на тоа. Кај кралицата. Која е тука Пак кај кралицата? кралицата. Која е автобиографска? Речи си секоја песна, да речам, е на некој начин поврзана со дел од мене, дел од некого. Значи, сакам јас да создадам во секоја песна некоја приказна, да кога ќе ја слушате песната, таа едноставно да веќе во првата строфа и веќе во рефренот вие буквално влезете во самата песна и ја почувствувате. Нормално не може песната да биде баш онака емотивна ако навистина не е напишана ја со чувствуваш. емоции. Затоа и јас многу ретко пишувам песни за други изведувачи, бидејќи некако во една година јас можам да направам неколку песни и во тие песни да буквално
се што можам во моментот да дадам како емоција, го давам и тука застанувам. Значи не сакам да создавам песна која што ете колку да што викаме ние да ја истресам од ракавот. Значи сакам да дадам емоција во песната и секоја песна на некој начин е поврзана и со мојот темперамент, и со моите емоции, и со моите случувања во животот, а и на тие кои што се во мојот живот. Многу ми е драго ова што ми го кажавте, бидејќи секоја песна е за љубов. Па заљубена до уши. Заљубени е до уши. Ќе го жениме година. Да, ќе го жениме. Бидејќи ете имаме комбинација на гости, група и пејач. Знаеме дека веќе сте направиле дует со група, односно со група Молика. Што се случи? Зашто беа избришани неколку спотови односно видеа од YouTube? Што се случи со дали имавте некоја незгода, дали што се случи со група Молика? Тоа е една интересна приказна која што почна славно, а заврши неславно. Една интересна соработка која што значи направивме, тоа беше 2011 година. Помина доста време и ги заборавив сите детали, да бидам искрен, бидејќи од тогаш наваму се случија многу работи и не остана само тој дует, значи јас имав неколку дуети во мојата кариера. Последниот беше со колешката од Бугарија Румена Попова за композицијата Љубовта и мерак од ценескапите и за истата песна се снимаше видеоспот во Охрид, повторно во Охрид, нешто сум сомнителен. Ете Охрид. А со како што спомнавте група Молика, значи тоа беше една моја многу драга композиција која што навистина во почетокот кога излезе доживеа неколку месечен бум, да речам, во тој период, кај што снимавме и многу интересно видео. Меѓутоа, покасно заплетот и расплетот беше на некој начин тажен. Сега јас имам моје оправдување зашто тоа беше така. Најверојатно нивната страна има нивно оправдување, нивно видување. И сега после 4-5 години од кога помина тоа, мислам дека е неблагодарно да веќе мислам дискутирам за тоа. Едноставно јас тоа е една од моите поголеми загуби во мојата кариера, бидејќи вистина тоа беше една песна која што ја вложив како автор прво многу време, вложив многу енергија за да ги споиме нашите две енергии заедно јас со Анета и успеавме во тоа во секој поглед. Навистина имаше многу позитивни резултати, меѓутоа покасно се случија некои работи кои што ние наидовме на меѓусебно недоразбирање и тоа недоразбирање нервозата изби таму кај што не треба, изби кај песната и на некој начин јас бев приморан да ја повлечам песната. Покасно песната ја преснимив. Меѓутоа едно нешто кога ќе тргне со некој лош късмет, веќе што и да правите, едноставно таа песна нема добар късмет и за жал така остана. Остана некаде на сред пат таа песна и еве ќе видиме, имаме случаеви во македонската музичка историја каде што одредени песни се забораваат некаде, па мора да поминат 5, 10, 15, па може и 20 години за повторно да се вратат. За да како повторно се што веќе има хитови некои од многу одамна што се испеани песни. Јас во таа песна најважно е тоа што го работи да го направите со чиста мисла и да нема некои негативни енергии, да речам, негативни мисли. Јас тоа го направив навистина со чиста мисла и тоа е така, нека остане како една црна дамка во да речам во мојата кариера и во моите песни. Меѓутоа, јас сум сигурен дека ќе дојде време кога таа песна ќе излезе на виделина повторно. Можеби ќе ја препеат некои наши следбеници. Кога јас ќе бидам сега сум 29, кога ќе бидам на кај 50, тогаш некој ќе се роди кој што еве на мои години можеби ќе ја препее со некоја пејачка. Токму така. Дали вие можеби имате некој дует? Како група Оскар? За сега немаме снимано. Иначе сме настапиле заедно на фестивал на Охридски трубадури со една драга наша колешка Билјана Јанчевска, ја поздравуваме. Сакав јас да се навратам малку на CD-то, пошто така брзо го пробнавме. Сакам да кажам дека Јордан Митев... Повторно ќе ве прашам. Да, дека Јордан Митев рече му се автобиографски, дека тој ги прави. Кај нас за разлика ние сме бенд, други ни ги правеле песните, некоите ние сме ги правеле.
нови од групата. Кај нас па се различни. Ние одевме на тоа да има песна за иселеници, да има посвадбарска, понародна, позабавњачка. Одевме во тој аспект ние. И сакам да кажам дека значи по излегувањето на CD-то веќе работиме значи на излегување на DVD албум. Веќе сме при крај, значи уште 3 спота фалат. Требаше тие да се снимани периодов, ама знаете музичари со новогодишни празници презафатени. Требаше иначе да се снимани. Се надеваме дека дури да почне сезоната, значи со свадби, ќе го завршиме тоа и ќе излезе и DVD изданието. Тоа е нешто убаво. Да. Се трудиме сега, мислиме дека ќе биде добро и дека ќе го завршиме и тој проект што го имаме замислено. Дали може би после ова гостување ќе се роди некоја нова идеја за ваков дует? Па ние, сега не знам Јордан Митев дали е запознат, до сега немаме настапувано заедно. Да, немаме настапувано, ама имаме веќе преговори, не знам дали си запознат, треба да свириме една иселеничка забава, значи тоа е за Пелагонија, негде треба да е во јуни месец. И сега веќе нас ние веќе укажано помалку. И сега ако се реализира тој проект, зошто да не веќе кога настапуваме да не направиме една песна заедничка. Тој е добар композитор, ќе ја смисли сега ете не и запозна да знае какви луѓе музичари сме. Па може да направи. А зошто пред известно време кога ја слуша и првата песна, значи што беше негова, Јорде често пати вика вокалот наш, абе дај да му се јавиме на Јордан Митов да ни направи една песна да видиме најславни, најуба песна тој ќе ни направи. Ете какви гласи ни музичарите, значи Јордан Митев, вие сте навистина почитувани. Тој не е колега и така да благодарам, да. Го пратев тој фестивал, така да речем, мислам дека Охрид испеа таа песна. Да, таа песна е од Охрид пак, пак Охрид. Врти пак Охрид. Таа песна е пеев на Охрид. 2013. Не, 2014. И од сите песни така таа ми влезе така, да речем. После завршувањето на фестивалот не бевме на свирење, мислам, и ти звониш, пошто ние музичарите покасно легнуваме, беше 12:01 и од 1 сат ми трубе. Ова е песна, гледаш Јордан Митев каква песна. Па така е, што јас сум реален сум за тие работи, да. Ајде сега да видиме, да чуеме уште некоја песна, Јордан Митев, може Предлагам ли? да чуеме, да, уште една песна, дел од новиот албум. Ова сега се вика Пејте за нас, добри ангели, малку нешто помирно, побавно. Ајде, повели. Ноќта минува, сите спијат, а цвезди треперат. Само ова срце лудо не ми заспива, да те види мила умира. Само ова срце лудо не ми заспива, и по тебе душо умира. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носете ја кај неа, срце да и погари. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носете ја срце да и погари. Една вистина, овој свет е лага голема, а во него силна љубов ќе познаете, дури кога маж ке заплаче.
žena maške zaplače. Samo za nas večerna, ne ide pesna, dobri angeli nose dela kajnea, srce da i pogari. Samo za nas večerna, ne ide pesma, dobri angeli nose dela kajnea, srce da i pogari. Samo za nas večerna, pejte pesna, dobri angeli nose dela kajnea, srce da i pogari. Samo za nas večerna, pejte pesna, dobri angeli nose dela kajnea, srce da i pogari. Nose dela kajnea, srce da i pogari. Благодарам побелата момци. Naše malo, ke ni pomineš, site maški staro mlado, ke gi pozineš, a ja sveće krojam planoj, da te ukradam, gole merak ti mi praviš, druga ne sanjam, te ti kupam urma prsten, begaj za mene, najskam fustan zlatno lanče, i bi to učaneče. So tebe ja smenim život, ke si živija, svadba golema ke pravan svadba, da se čudi cela bitova. Druga, toliko ubava, najlična si veke zvori, cela bitola, gole merak ti mi praviš, druga ne sakam, ke te grabnam i ke begam, ne te ostavam, te ti kupam urma prsten, begaj za mene, najskam fustan zlatno lanče, i bi to učaneče. So tebe ja smenim život, ke si živija, svadba golema ke pravan svadba, da se čudi cela bitova.
стане златно ланче и би толчанче. Со тебе јас ведем живот, ке си живеам. Свадба голема ке правам, свадба да се чуди цела битола. Кој ќе прави свадба, ќе се чуди Македонија. цел Охрид. Цела Македонија. Цела Македонија ќе се чуди. Вие сте познати по тоа што на своите настапи пеете само македонска музика. Така некако да. Нели бе, како многу колеги ваши, освен што пеат македонска народна песна, македонска музика, се пее и оно што го бара публиката, односно од нашето соседство. Како вие тоа го тргате настрана и ги ја убедувате публиката дека треба само македонско да слушне на вашите настапи, а секогаш се полни вашите настапи? Да, сум имал доста коментари. Малку е нескромно сам за себе да кажуваш, што другите зборуваат за тебе, за себе, меѓутоа, еве, ќе кажам нешто во некој скромен, да речем, во некој скромен фазон. Сум имал доста коментари каде што после настап кој што трае 4-5 часа, јас сум таков по природа, кој ќе го запалам моторот и го исклучувам на крајот, а тоа е после неколку часа активно пеење. И во тие неколку часа, значи, се трудам константно со македонска песна, и од постарото, и од поновото, и од мојот репертоар, значи се што е квалитетно, се што е добро направено досега од македонската музичка продукција, да го тоа презентирам на еден настап. И често знаат да ми придат доста луѓе кои што се, да речам, обожаватели на српска музика, бидејќи, да бидеме реални, најголем наплив во Македонија има српската музика. И често, да, ќе дојдат и ќе речат, па види, ние мислевме дека без српско не може да помине добра, не може да се направи добра забава. Меѓутоа ти не убеди дека без ниту една отпеана српска песна, значи може да има добра атмосфера, одлична атмосфера од почеток до крај. И сега тоа дали е до енергијата која што јас се давам на настапите и дали е до нешто друго, тоа не знам, тоа публиката најдобро може да го каже, меѓутоа јас тврдам 1000% дека може да се направи одлична свадба, одлична забава, одличен концерт без ниту една отпеана српска песна и воопшто да не биде забележено дека фали српска песна. Да тоа гарантирам. Не дека имам против српската песна или бугарската или не знам која. Музиката, наведум, нема граници, меѓутоа и како има големи граници. И нели често ние знаеме да кажеме дека како беше во Босна не пеј, во Србија не играј, во Македонија не го прави ниту тоа, меѓутоа некако во последниве години како да таа дефиниција повеќе не важи, бидејќи во Македонија се игра се пее, меѓутоа само не се пее тоа што е македонско. Како да сме на некој начин застанати во некое време, или поточно може да кажам, како да музичката продукција да е застаната во 96-97 година во тој саунд Цветници, Валандово. И некако цело време се со последниве чекори напори кои што се прават да се финансира македонската музика и сето и тоа сето е во ред. Меѓутоа како да цело време стоиме неколку години назад. Се надоврзам на муабетот, значи доста ја коментираме ние вака како колеги во оркестар и сите колеги низ Битола. Јас сум најголем противник на исто се излегваш на македонска телевизија на некоја музичка емисија и пласираш српска музика. Значи се пеи на новогодишните, да речам повеќе на новогодишните програми. Што се програми кои ќе дојде за нова година, излегва македонски оркестар, пеи српска музика. Тоа е жалосно нешто. Мислам дека е според мене фатално за македонската музика. Кој е тука крив? Кој е крив? Ете, господинот кажа дека не пее тој српско. Сега србите ги ставивме како Не, да не бидеме сватени погрешно. Така. Кој е крив? Велат дека рибата нели смрдела од главата. Така да прво јас би рекол секој пат кривицата треба да си ја земете прво за себе, бидејќи многу лесно да направите некој друг виновен,
доколку сакате. Меѓутоа прво се виновни изведувачите, бидејќи голем дел од македонските изведувачи кои што се декларираат како звезди, значи доколку се погледнат самите себе на многу и тоа се познати имиња кои што функционираат десетици години, па можеби 20 и 30, кога тие ќе на нивните настапи значи презентираат се само тоа што го работеле во тие изминати така 10 треба. години. Видете, јас во право Јордан Митев, дека треба од нас да тргнеме. Ја мислам дека е срамота една држава самостојна, веќе околу новогодишните празници, да форсира странска музика. Јесте да тие се подобри продукции, ќе речеме, подобра сцена, ама ние можеме тоа да си го дозволиме. Македонија има ресурси тоа да го направи. Ама ние како да не сакаме доволно тоа да го направиме. Не сакаме, не за да не Јас сакаме. мислам дека како да не Сакаме. сакаме доволно тоа да се направи. Може да биде и голема сцена, и многу добри музичари има кај нас. Дали Да јас се... ако И ве би знам- рекол дека нашите музичари малте не се подобри од тие странските музичари, пошто Сите нашите така го музичари одат во странство и свират секаква музика. Ние на настапиете во Австралија, во Канада, во Германија, например во Швајцарија, кои ќе одат македонци, бендови од Македонија и вокални солисти и пејачки, што и да било, значи тие свират секаква музика, а босанци, срби, бугари, грци, што се и албанци, само нивната музика ја продуцираат. Ете, ние за Нова година настапувавме во еден хотел во Битола, значи на Молика горе на Пелистер, и нашите гости претежно, значи не се македонци, тие се албанци, бугари, грци. И ние свириме секаква музика. Не би рекол дека тие од другите земји би можел некој таква музика да истри. Ние во Значи, репертуарот вие го имате истиот проблем и вие свирите секаква музика. Ние свириме. Дали јас ако сега ве замолам да станете да свирите нешто српско, вие тоа ќе го направите? ќе го направиме Зошто? пошто дека ни бараат, ми се чини бараат Дали јас вас сега ако ве тоа замолам му да е- станете, се извинувам, да станете да испеете српска песна, ќе испеете ли? Видете, значи секако дека ако зависи што ќе побарате, знаете, исто како вие на Шабан Шаулич да му побарате не може тој да ги пее сите македонски песни. Се знае дека на Шабан Шаулич кога ќе отидете на настап или на било кој од тие српски звезди, да не бидам погрешно разбран дека јас се споредувам со него во никој случај. Меѓутоа, и јас од чест, ако треба на некој да му направам чест, и ако ја знам таа песна, би му ја отпеал. Меѓутоа, тоа би било само 1% од сето вашиот тоа што ќе репертоар. го направам. Меѓутоа, има, значи, проблемот е што кога Ние сами го пласираме тоа нешто. дозволете, кога ќе почнат, значи, дали групи, дали одредени така наречени звезди, кои што ќе почнат, кога ќе си ги завезат тие сплетови, значи тие се забораваат. Тие се забораваат и дефинитивно па можеби и уживаат во тоа. И има една друга работа, значи ако не се почитувате самите себе, не може ви да Никој очекувате да ве некој друг да ве почитува. Очигледно ние имаме проблеми со нашиот менталитет кој што тоа се рефлектира не само во музиката, во целото наше општество. На нас ни фали многу самопочитување, самодоверба прво на самите себе. Значи, ние како менталитет обично кога ќе се појави некој квалитетен без разлика во која област, дали е во музиката, дали е во нешто било, како да тој човек, таа личност како да и не е баш добре дојдена во кругот и се создава некој отпор. Значи ние мораме малку да се промениме, да ставиме еден нов софтвер, да се потрудиме, да имаме малку поголема почит према себе и така тоа ќе се рефлектира и на самата музика, бидејќи менталниот склоп е тој. Кога еден човек е програмиран така и тој едноставно така функционира и тоа се одразува во сите сегменти од живењето, вклучувајќи ја и музиката. Токму така. Сега не знам колку се сигурно сте настапувале и во други емисии, кога ќе ве замолат, кога ќе ви кажат дека треба некоја српска песна да се испее, чисто заради тоа дека тоа го бара публиката. Па видете, Зошто ако не има- се каже не? Имам ја своја песна, јас сакам мојата песна да ја испеам. Видете, пример ќе се случи, Јордан Митев гостува на некоја свадба некаде и може да се погоди, еве пример, кумот на свадбата да биде со српско потекло. И сега од Тоа чест е веќе друго. пример ви кажувам, значи од чест сигурно дека на човекот ќе му направите чест. Меѓутоа, вие да ја претворите македонската свадба во српска свадба, тоа е веќе нешто друго. Тоа е исто како отидете на српска свадба, а да ви свират македонска музика 50-60%. Значи, Друго тогаш е има за проблем. свадба каде што веќе едни младоженци тие ве купиле и ви кажуваат нивна забава и ви кажуваат што да пеат. Меѓутоа Пријатна за емисија збориме. Дали ете во било Не, ете виде, во дека викаш за емисија, прво мислам дека
Не би требало водителите и Ама има. продукцијата тие да не побараат од нас за да свириме ние Има, српска музика. има, затоа што се Пошто случило сега- во многу емисии да има и знам личност која што е, ете, сигурно и вие ја познавате да не е се Ама спомнува, видите, тоа е која што концепт има на- речено, не, јас имам свој песни, јас нема од Северина да пеам. Точно е тоа, има такви изведувачи, меѓутоа има една друга вистина. Значи, самите емисии, самите продуценти, тоа го јас лично имам доживеано во една емисија, каде што во даден момент ми беше кажано, ајде сега на крајот направи еден блок српски. И јас реков, извинете, ви знаете дека јас не презентирам таква музика. Ако вие мислите дека, ако сте мислели дека јас презентирам таква музика, значи не требало да ме поканете да ви бидам гостин. Така да и концептот на денешните ТВ емисии по сите медиуми е со таа насока. Значи, вие се одбранивте и не го направивте тоа. Јас не го направив. А јас сега пред малку кажав, дали ќе испеете за мене српска песна? Да, ќе испеам. Ма видите. Која чест ја имам, благодарам толку. Не сакам ја српско да слушам. Видите, значи има нешто кое некој пат ќе направите некоја отстапка, меѓутоа зависи како ако правиме отстапка за некоја шала да направиме, тогаш ќе ја направиме. Меѓутоа ако зборуваме за веќе тој сериозниот концепт, тогаш веќе нема отстапки, бидејќи Моје мислење- професионализам е професионализам. Моје мислење на македонска телевизија да излезеш, да речем на било која македонска телевизија да, излезеш, национална хоќеш. национална, музичка емисија, македонска да пееш српско е жалосно. Тоа е моје мислење, состав сум и кога да излезам јас. Кога би да би излегол некогаш. Мислам не некогаш туку кога и да би излегол. Никогаш нема да се деси јас да застанам јас, да ја потегнам таа работа да пеам српска музика. Види сега да ти кажам нешто, ќе ти се налути член од групата еден. Нема врска тоа. Тоа еден србин во бенда. Се извинуваме. Тоа е со потекло српско, нема врска тоа. Ајде сега македонец. да запееме македонска песна. Точно. Дали може? Може секако. Затоа сме Ајде, дојдени. повелете. Да слушнеме убава македонска песна. Меѓутоа, дали ќе Пазио, може да. да замолам јас која песна да пееш? Слободно кажете. Дали ќе може ритамот на љубовта, бидејќи оваа песна ќе ја посветиме на нашиот Мики, тој е дел од тимот. Ајде, да Каква магија фрли на мене, откако те знам, луд сум по тебе, меѓу стода си, ке те познам, без да те гледам, а да те мирисам. Ритамот на љубовта ни ги полни срцата, за нас никогаш ни да не ни запира. Еве ти го срцево, еве ти ја душава, дури постојан, ти ќе си единствена. Зошто ваква си? Ма ајде не глуми, дај покажи ми како љубиш ти. Ти се колнам јас, друга не сакам и ќе ти то кажам, најдобро што знам. Ритамот на љубовта ни ги полни срцата, за нас никогаш ни да не ни запира. Еве ти го срцево, еве ти ја душава, дури постојан, ти ќе си единствена.
на љубовта, ни ги полни срцата. За нас никогаш ни да не ни запира. Еве ти го срцево, еве ти ја душата. Дури постојам, ти ке си единствена, ти ке си единствена. Немаше да бидам тажен јас, туку радосен. Ако има малку правдина, еј под небото, до сега ке најде чаре јас, лек за срцето. Аман мори маре, што ми направи, ни на небо, ни на земја, ti me ostavi. Aman mori mare, mlad jas ostare, novo tebe mare kesum, večno zaljuben. Господ да ја наслика, лична Марика, око моје уште не виде, толку убава. Како Господ да ја наслика и ја испрати, па ми дојде право на душа и ме зароби. Аман мори маре, што ми направи, ни на небо, ни на земја, ти ме остави. Аман мори маре, млад јас остаре, ново тебе маре кесум, вечно заљубен.
večerva. Svirete, a сега svadba golema. Ajde, tatko, nalej vino rakija. Majko, fati oro se dok nebesna. Kaži da, moja najmila, bidi mi za navek, moja ljubena. Za tebe, za mene, bija srca dve. Taka i do veka, neka ostane, neka ostane. Nема jasna svetот, nema ni na vekov. Kako ergen nešto da ne sum probal. Mladosta je slatka, ama pusto kratka. Gospode spolaj ti, za ništo ne žalam. No dosta beše, dojde vreme to, da se ženi ergeno. Da mi dadeš, majko, blagoslov, sakam da se ožena. Svadba ke pravam, nevesta ke donesam, nevesta na ljubav. Da mi dadeš, majko, blagoslov, sakam da se ožena. Svadba ke pravam, nevesta ke donesam, nevesta na ljubav. Sekoj što me praša, što me sretna popa, mu kažav od kaj sum, od širok sokak. Najličnite momi, najuboto kafe, kako kaj nas brate, nema nikade. No dosta beše, dojde vreme to, da se ženi ergeno. Da mi dadeš, majko, blagoslov, sakam da se ožena. Svadba ke pravam, nevesta ke donesam, nevesta na ljubav. Da mi dadeš, majko, blagoslov, sakam da se ožena. Svadba ke pravam, nevesta ke donesam, nevesta na ljubav. donesam, nevesta na ljubav. Pa mi dadeš, majko,
sam nevesta na ljubav. Ова беше се за денешната емисија. Јас си поминав прекрасно со трите момчиња. Се надевам дека и вие имавте прекрасно саботно попладне заедно со нас. Па ви закажувам средба и наредна сабота во 15 часот и 30 минути на Тројка. Довидување.